Со цел да се воспостават нови правила за застапеноста на заедниците во државните институции, владата го усвои предлог Законот за правична и соодветна застапеност. Од владата истакнува дека целта е да се елиминираат нејаснотиите и злоупотребите што го следеа претходниот систем, како и да се изгради професионална и транспарентна администрација. Parimi kushtetues I përfaqësimit të drejtë dhe adekuat ngrihet në nivel të materjes ligjore dhe si I tillë obligativ për të gjitha institucionet shtetërore. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese për shfuqizimin e balancuesit, u bë edhe më e qartë se shteti nuk mund të vazhdojë më me zgjidhje të pjesshme apo me mekanizma të përkohshëm. И закон кој што ќе обезбеди правична застапеност, но истовремено ќе води сметка и за квалитетот. Нешто кое што досега можеби не беше ставано во периметарот, односно во фокусот. Сепак законот предизвика силни политички реакции, особено од албанската опозиција ДУИ и Алијанса за албанците на Таравари, кои најавуваат дека нема да го поддржат во собранието. Опозицијата го оцени предлог законот како удар врз етничката еднаквост, сметајќи дека тој ризикува да ги демонтира постојните механизми за застапеност. Новиот закон предвидува координативно тело кое ќе ја следи застапеноста, но албанските партии велат дека нема обврзувачки мерки за институциите кои не ја почитуваат застапеноста. Krijuar më së shumti dilema është se nuk ka asnjë dispozit të vetme sanksionuese apo ndëshkuese për institucionet të cilat do ta zbatojnë këtë ligj dhe të cilët nuk do të marrin, nuk do të arrijnë që të realizojnë përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Thjesht me një fjalë ky ligj mua për aq sa e kam lexuar më duket sikur të themi ti avansojmë juristët, ja po e marr si shembull juristët, por mos t'i lejojmë njerëzit të tregojnë se janë juristë. Од владата нагласува дека овој механизам е суштински за да се спречат злоупотреби и да се зголеми довербата на граѓаните во јавните институции. Законот доаѓа како замена за досегашниот механизам познат како балансер, кој беше укинат од Уставниот суд во 2024 година.